За да може преку доктор X да испраќате цели поединечно, потребно е да се направи следното подесување. Во главно мени, шифрарници, лекари, за секој факсимил да внесете следни податоци. Корисничко име за порталот, лозинка за порталот и ЕЗБО. Проверката овде не функционира баш како што треба, че потребно е да ги запишете сите тие податоци, да излезете скроз од програмата и потоа да ја стартувате. Кога следниот пат ќе ја стартувате, најлесно се проверува дали функционира, одиме, кажеме, во примарна работа. Во примарна работа бирате некој пациент, одите на промена на неговите податоци и погледнете сега овде. Во делот кај што се целите, сега на почетокот се појавува еден сет од податоци. Тие податоци кај вас ќе бидат празни. Меѓутоа, можете да извршите проверка каква е состојбата во ФЗО. Во програмот се воведени две сликички. Едната е со ФЗО прашалник, а другата е ФЗО со стрелка. Со прашалникот врши читање на податоци од ФЗО кон доктор X, а со стрелка испраќа податоци. Ако притиснеме овде за проверка, ќе се појави во долниот десен агол едно телче, програмче, кое ја врши целата комуникација. Тоа само се симнува од интернет, само се работи, не ви интересира, можете да го исклучите, тој пак ќе се појави. Кога е потребно да се изврши комуникација, ќе се изврши комуникацијата. При комуникацијата, да напоменам дека ќе бара картичката да биде во читачот и ќе побара внесување на пин. Тоа е вашиот пин на вашата картичка. Исто така, овој сет можете да го најдете и кај секоја цел. Кај целите сега ги има овие комбинации. Овој сет кој врши проверка, како што реков, каква е состојбата во фондот за здравство, дали диабетис е реализирано со образец или не е реализирано, или со покана, или е хронично, нефролошки, вако, и датата на која е извршена последна проверка на оваа добиена состојба. За испраќање на реализација на цел, еве да кажеме ова цел, кликаме овде и ако сакаме да ја реализираме оваа цел со покана, кликаме со покана, или ако сакаме со образец, со образец. Во фондот приоритет има секој пат покана. Во порталот постои некоја можност да се скине поканата, во тој случај ако има образец е образец, ако нема образец тогаш целта не е реализирана. Меѓутоа јас ќе ви објаснам овде едно и се како што е потребно. За да испратите со покана, морате реализацијата да биде штиклирано покана, реализиран и дата на реализација. Доколку сакате да испратите со образец, тогаш логични, но дека поканата не треба да биде штиклирана, реализиран и дата на реализација. Тие се двете начини на реализација. Исто така, во осигуреници постои еден додатен дел кој е многу битен за сета функционирање на целите. Во осигуреници, листа на цели, погледнете сега овде, малку е изменето од порано. Меѓутоа, овде има огромна контрола на тоа што се има во ФЗО, што има кај вас. На првиот прозорец проверете ја состојба на статистика за испратени цели лекар. Тоа на крај ќе видите дали сте ги исполниле 100%, 90%, има некој, меѓутоа мислам дека тие нема да бидат толку важни. Она што ви е потребно да направите е следното. Од 1.1.2014, бидејќи целите се на двогодишно ниво, до 31. притиснете овде за да ви се појави листа на пациенти
кај кој можете да ги споредите двете состојби. Состојбата во Доктор Икс, каде што ја гледате овде, каде што ги превзема податоците од реализираните цели, и состојбата во ФЗО, која претходно сум ја прочитал од овде за секој пациент. И овде го имате, гледате, истиот сет. Погледнете како се менува горниот дел. Исто така, овде треба да напоменам дека и овде, ако притиснете директно проверка на состојбата на целите во ФЗО, тој ќе отвори читачот доколку е потребно, па ќе прочита. Читачот еднаш кога ќе внесете пинот држи некаде околу 1 час, се додека не ја исклучите програмата, такви работи, така да ќе ви биде нешто забрзано. Меѓутоа, овде има едно нешто кога на оваа копче ќе притиснете со десно копче на глувчето. Тогаш, тој, Доктор Икс, директно, сам ја врти целата листа, почнувајќи од таму каде што е позиционирано глувчето, па се надоле ќе ги проверува еден по еден сите пациенти за нивната состојба во ФЗО. Значи, си го пуштате вечерва, ставате картичка, ставате пин и тој ќе ги сврти сите. Ќе ги провери сите во ФЗО. Потоа, си ја споредувате вашата состојба со состојбата во ФЗО. Еве да кажем, овој на 26.12.2014 е реализирано на 26.12.2014 и е со покана. Истото. Гледаме овде дека на 29.11 е прочитана неговата состојба и гледа дека е реализирано со образец. Ова со покана, јас сум вежбал на овој пациент, така да нема што да обраќате внимание. Исто така, од овој дел можете да изберете, да кажеме, цел. Ова беше рано откривање на бубрежни нефролошки, исто така и кардиоваскуларни. Она што е ново е што фондот бара испраќање на состојбата на хронично болните. Значи, кога е детектирана и која хронична состојба од, како што знаете доле, хроничен диабетис, бубрежна болест и хронични кардио. Испраќањето на тие податоци се врши од ова копче. Овде. При испраќањето, да напоменам дека мора да биде штиклирано барем едно. Секое што е штиклирано овде, диабетис или бубрежни или вако, мора да има диагноза за него. И плюс дата, ова е ново, што го барат, е дата на диагностицирана, на детекција на хронична болест, што нема некоја значение, само има значение дали податоците ќе се препокријат со нови податоци или стари податоци во фондот и да се запази годината, да биде 2014 или 2015. Буквално кажано, можете сите во еден ден да ги напишете. Тоа е она што имав да го кажам. Доколку имате некои проблеми, тогаш ќе се слушнеме по телефон.